на Националниот совет, почитуван председател на Комисијата за европски прашања, почитуван евроамбасадор, почитувани представници на која делегацијата. Имено јас ќе се обидам да бидам попрактична и овој пат да немам говор како останатите мои почитувани колеги, но никако да ги адресирам прашањата кои што ги поставивте. Имено накратко, најверојатно, кога денеска не би говорила во својство на пратеник, ќе се видавме во секретаријатот за европски прашања, каде што некаде повеќе од 10 години работев токму со големо задоволство на прашања поврзани со европската политика, аки, комунитие, законодавството, хармонизација и така натака. Имено, ќе се обидам да бидам навистина практична, затоа што знам дека и вашето време е драгуцено и накратко да како што кажав, да ги адресирам прашањата. Првото прашање кое што беше во делот на, и ви благодарам за прашањата кое што беше во делот на како да зајакнеме соработката заедно со вас и како би ни помогнале, бидејќи јасно е дека патот во целосно пристапување кон европското семејство ќе биде долг и за тоа сме свесни и ние. Прво е зајакнување на човечките ресурси со кои што располага Македонија во рамките на институциите, а кои што менаџираат и се посветени на политиките поврзани со европските прашања. Имено, оно што токму вие како партнери во сите извештаи на Европската комисија ни ги препорачувавте, а тоа беа дека потребно е да воведеме на реформа во јавната администрација, со тоа што конечно ќе се воспостави мери систем на кариера, меѓутоа истовремено ќе ги зајакнеме нашите ресурси кои што ќе работат на процесот на пристапување. Тоа е домашната задача, како што и вие често ни велите, дека треба да си ја завршиме, односно институциите кои што се веќе воспоставени и си знаат дека ќе бидат координатори, треба да се посветиме во нивна рекрутирање и retention policy, заради тоа што Македонија институциите се соочуваат со одлив на кадар, на човечки ресурси и стручните луѓе ни заминуваат, па така да ние како институции мораме да се посветиме во мобилизација на стручни, компетентни луѓе кои што ќе ги задржиме во администрацијата и ќе ги обучиме и ќе бидат посветени стручно и експертски да работат на процесот на пристапување. Тоа е во делот на пред се човечките ресурси, и да бидеме свесни без човечки, сите сме свесни дека без постојан константен систем на одржување на ресурсите кои што работат во овој процес не би били возможен. Во делот на политичките критериуми, или веќе сите сме свесни дека имаме кластери, оној кластер во кој што влегува собранието Fundamentals и политичките критериуми, секако ќе треба да се посветиме и да изградиме тука дома консензус дека сите сме обединети околу реформите кои што значат независно судство, реформа на правосудството, потоа реформа, односно борба со криминалот и корупцијата. Понатака би продолжила дека треба да изградиме и политички консензус во делот на слободата на медиумите и човековите права. Каде гледам дека ние би ја зајакнале нашата соработка, впрочем во сите овие сектори. Ние како земја кандидатка за полноправно членство, не само 2005, туку и 2009 со добивањето на првата препорака за отпочнување на преговори, вие бевте нашите партнери и тука гледам и дека во иднина ќе продолжиме. Впрочем, искуството на земјите членки на Европската Унија, би рекла дури можеби искуството кое што го имаат последните земји членки кои што се приклучија кон ова европско семејство, навистина ќе ни бидат и тоа како од значајност за нас како пратеници, меѓутоа и за институциите кои што навистина ќе треба длабински и суштински да работат, да сработат работата, затоа што да бидеме искрени, сепак овој процес е еден долг
и административен процес, особено во делот на законодавството. Каде ја гледам улогата на собранието, на парламентот, апсолутно дека треба да бидеме активно вклучени во законите кои што значат Европска агенда, кои што значат усогласување со европското законодавство и каде што во иднина навистина искрено во Комисијата за европски прашања ќе се посветиме, но и заедно со Националниот совет, ќе изградиме консензус и ќе се посветиме на законите кои што треба да значат усогласување и со европската регулатива. Верувам дека во голем дел одговорив на прашањата во однос на перцепцијата, чи нам беше едното прашање во јавноста. Европската унија секогаш особено во изминатата година имаше навистина висок процент на поддршка во македонската меѓу граѓаните во Македонија. Имено особено кај помладите, морам да бидам искрена и тоа е големо задоволство. Но тука никако одговорот на ова прашање најверојатно лежи и со поставеното последно прашање. А тоа е дали граѓаните ги чувствуваат европските вредности во Македонија, кои што оправдано и ги очекуваат со европскиот процес. Најверојатно имаме недостаток во испорачувањето на европската агенда тука, и тоа се чувствуваше во изминатиот период. За жал и параметрите во изминатиот период, верувам и дека делегацијата ги има исто така, покажуваат одреден пад во однос на поддршката. Дали тоа треба да не обесхрабрува? Апсолутно не, но тоа ме враќа на почетокот моето излагање, дека и ние како политичари имаме одговорност да покажеме реформи дома, меѓутоа исто така и како политичари имаме обврска да изградиме партнерство и да образложиме која е перцепцијата и мислењето на граѓаните и каде сме добри, а каде сме лоши. Ви благодарам многу.